Неодамна со своја изјава се јави митрополитот Повардарски, господин Агатангел, во која вели дека Иванов е пратен од Бога. Токму оваа изјава предизвика сериозна полемика помеѓу приврзаниците на дарвинистичката теорија и теистите. Бог го избра да биде председател. Бог знае се што ќе се случи, драги мои. И затоа Бог ни го даде да биде и втор мандат, а ќе се молиме, ако е Божја волја, да остане понатака, бидејќи само со такви државници ќе ја сочуваме оваа наша македонска земја. По изјавата се појавија тврдења на догматиците дека Иванов дошол по Божја промисла, па екипата на вчерашни излезе на терен да истражува малку повеќе на оваа тема. Лешник треба да имаме на линк со деталите. Слободанка, се слушаме? Да, студио. Огромна дебата се деси околу нашиот председател, господинот Ѓорги Иванов. Две тотално спротивни мислења, дарвинисти и теисти. Со мене е Дуци догмата. Дуци, што застапувате вие? Господ Бог јасно покажа дека е заинтересиран за Македонија. Земјата која дури 32 пати е спомената во Библијата, најпрво преку аболицијата тој покажа љубов према своите ближани, а со недавањето на мандатот тој направи само жртва во борбата против тираните и демоните. Наспроти овоа, дарвинистите сметат дека он, господино Ѓорги Иванов, како и секој друг човек, е творба на еволуцијата и е наследник на нашиот вистински прататко. Можеме да ја видиме изјавата. Ви се молам, какви се тие прашања? Докажано е дека ние сите потекнуваме од нашиот заеднички предок во минатото. Нашиот председател, сите негови потези кои ги влече, неговите гестикулации, ако добро анализираме, асоцираат токму на него, на нашиот заеднички прататко. Нема никакво двоумење тука. У оваа дебата се приклучи и председатело, господино Ѓорги Иванов. Он ги оспори и двете теории и направи своја собствена теорија, у која што он самио се смета за алката што не достига. Интересот за оваа теорија е толку голем што он е поканет на многобројни научни конференции. Можеме да ја видиме изјавата. Збиравме бадеми, имаше многу бадеми во тоа време. И постојано добивам покани за оние настапи што сум ги имал на меѓународни конференции, собири, да ги образложам по универзитетите во светот. И тоа е лична сатисфакција. Научниците и теолозите се многу загрижени од оваа ситуација. Доколку се докаже дека Иванов е стварно алката што не достига, како што он самиот смета за себе, тогај стварно иде крај на светот. Студио? Ти благодарам, Слободанка, а ние продолжуваме со вчерашно.